Стоматолошка ординација Дуодент, ваш стоматолог за целото семејство. Дуодент, стоматолог за вашите најмали и најмили. Безболно пломбирање и лекување млечни заби. Исправување криви заби со мобилни протези со сини картони. Дуодент, стоматолог за вашите тинејџери, заштита на стални заби, безболно пломбирање и лекување стални заби. Исправување заби со најсовремени фиксни протези. Стоматолошка ординација Дуодент. Проверете зошто сме најдобри. Ординација по гинекологија и акушерство Филип II Струмица ви ги нуди сите гинеколошки услуги на едно место. Најсовремени апарати за дијагностицирање, гинеколошки и акушерски преглед, ултразвучен преглед, преглед со 4D ехо, колпоскопија, амбулантски интервенции. Се за здравието на жена. Штовни гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин во ТВ Ординација е доктор Енвер Идовски. Со доктор Идовски вечер зборуваме за симптоми, дијагноза и третман на миокардниот инфаркт. Докторе, добро вечер. Кажете ни најпрво што представува миокардниот инфаркт. Значи, кардиоваскуларните заболувања представуваат најчестата причина за смрт како во нашата држава, така и во светот. Најголем дел од нив се однесува на коронарната болест, тоест најтешката причина акутниот миокарден инфаркт. Акутниот миокарден инфаркт представува уништување на клетки на срцето како резултат на недостиг на кислород поради запушени крвни садови. Ако во рок од 20 до 40 минути не се возобнови циркулацијата, настануваат иреверзибилни промени кои што резултираат во крајна сметка со смрт на клетки на срцето. Значи тоа е де факто миокардниот инфаркт. Така, кои се основните ризик фактори за појавата на миокардниот инфаркт? Значи причината за развивање на акутниот миокарден инфаркт е атеросклерозата. Тоа значи запушување на крвните садови, а за да се развие атеросклерозата постојат неколку основни фактори и други фактори. Значи, од основните фактори, тоа се модифицирачки фактори, тоа се фактори на кои што ние може да влијаеме, а тоа се веќе добро познатите, зголемениот крвен притисок, пушењето на цигари, шеќерната болест, зголеменото ниво на холестерол. Значи, тие 4 фактори се модифицирачки, ние на нив треба да влијаеме и можеме да влијаеме, доколку тие се држат под контрола и се во референтни вредности. Зборувам за шеќерната болест, за холестеролот и притисокот, да се откажат цигарите, значително би се намалила стапката на смртност и појавата на миокарден инфаркт. Има и други ризик фактори на кои што ние не може да влијаеме, како што се стресот, кој што се повеќе го имаме во денешно време, и наследноста, тука веќе не може да се влијае многу. Така, откако ги знаеме ризик факторите, која е најчестата симптоматологија која што не зборува дека станува збор за овој тип на инфаркт? Значи, основниот симптом кој што се појавува при акутен миокарден инфаркт, тоа е појава на одеднаш силна, многу силна градна болка. Значи, ја опишуваат као стегање во градите, пациентот покажува со раката каде го стега, значи го опишуваат као стегање во менгеме, пропратено со препотување, значи ладна пот, најчесто е со гадење, повраќање, значи тука треба да не се насочуваме ако има гадење, повраќање кон желудник, стомак, него тоа си е типично или за инфаркт. Болката некој пат може да биде во грбот, силна исто, режешка, како со нож прободување, и некој пат болката може да ирадира, тоест да се пренасочува кон внатрешната страна на левата рака. Некој пат болка може да има само во долниот дел на велицата, некој пат ако е локализиран инфарктот на задниот ѕид, на долниот, инфериорниот ѕид, тогаш може да има болка во епигастриум, тоест горниот дел од стомакот, и тоа исто така треба да не насочи дека најверојатно се работи за инфаркт. Може да имаме отежнато дишење и тие други, како што кажав, гадење, повраќање. Има пациенти кои што се
нели ризик факторот едниот рековме дека е диабетот, дека е шеќерната болест, кај тие пациенти поради оштетување на нервните завршетоци од диабетот, често може да имаме инфаркт и без некои такви типични симптоми какви што ги кажав за инфарктот, може да има некоја нелагодност во градите, а во суштина да се работи за миокарден инфаркт. Кога ќе каже некој пациент дека има болка која што ја покажува во една точка, на едно место, значи тоа обично не се работи тогаш за миокарден инфаркт. Докторе, кажете ми, дали секоја градна болка која што излегуваат градите сигнализира дека станува збор за проблеми со срцето? Мал процент, околу 10 до 20% од градната болка може да се должи на други причини, при заболување на плеурата, тоа е обвивката на белите дробови, при некаква болест, сериозно исто може на белите дробови, при болести на трахеата, тоа е душникот, на хранопроводот, но тоа се околу 10 до 20%. Доколку се работи за некој посебно маж над 60 годишна возраст со 2 или повеќе од веќе споменатите ризик фактори, при секоја градна болка веднаш треба да се посети кардиолог, да се направат соодветните исследувања и да се исклучи оваа многу сериозна и животозагрозувачка болест. Така, откако пациентот секако се пожали, ги објасни своите симптоми, која е најчестата рана диагностика за миокардниот инфаркт? Да, диагнозата кај миокардниот инфаркт, за да поставиме ние диагноза дека се работи за миокарден инфаркт, значи треба да бидат исполнети два од следните три критериуми. Тоа се градна болка, како што ја опишавме, ЕКГ промените и ензимска активност. Тоа се едни лабораториски анализи кои што се испитуваат, кои што се знак за миокардна некроза. Доколку два од овие параметри ни се позитивни, тогаш може да се постави диагнозата миокарден инфаркт. Задолжително, освен ЕКГ-то, нели, и анамнезата која што ќе разговараме со пациентот, потребно е да се направи ехокардиографски преглед со кој што ќе се видат. Значи може да се види местото каде настанува инфарктот. Значи тој дел ќе е послабо контрактилен. Ќе се види пумпната снага, дали има оштетување на мускулатурата на срцето, ќе се видат валвулите во каква состојба се, дали има некакво нивно претходно оштетување или е некоја од компликациите, механичките компликации на инфарктот, кои што се животозагрозувачки бараат итна кардиохирушка интервенција. Такви се ако имаме руптура, тоа е скинување на тие хорди се викаат кои што го држат митралната валвула, доколку има нивна руптура, тогаш настанува акутна тешка митрална инсуфициенција која што треба веднаш да се интервенира кардиохирушки или да имаме кинење на интервентрикуларниот септум, тоа е преградата меѓу двете комори, која што исто захтева итна кардиохирушка операција, каде што без операција смртноста е до 90% или пак може да настане руптура на слободниот зид на левата комора, каде што животозагрозувачка смртноста е 100% доколку не се направи кардиохирушка интервенција. Кога ехото ќе сме направи, значи прво ЕКГ, па после ехо и на крај следува златниот стандард кој што ќе ни покаже кои артерии се запушени, а тоа е коронарографијата. Значи селективната коронарографија се бризгува на контраст течност која што ќе ги пребои коронарните артерии, тоа се артериите кои што го хранат срцето и така ќе видиме кои артерии се запушени и соодветно тоа ќе ни покаже понатаму и третманот каков да биде. Дали ќе биде медикаментозен, дали ќе биде со стентирање или ќе треба да се направи операција. Што најчесто треба најблиските кога ќе се појават градните болки треба да превземат конкретно за дадениот пациент со болка? Така, кога пациент, човек ќе се пожали на некоја градна болка, такви со препотување, отежнато дишење, значи прво треба да му се осигури спокојство на пациентот, да мирува, да се ослободи од сите алишта кои што го притискаат, да се осигури свеж воздух, едните тоа го работат, да се постави во исправена положба, седната положба во креветот доколку му е отежнато дишењето, а друг веднаш да се јави на брза помош. Значи колку побрзо дојде брзата помош и пациентот се транспортира во установа каква што е Филип II, кај што може да се извршат
и веднаш коронарографија, ако треба стентирање, веднаш стентирање, ако треба операција, веднаш операција, значи да не се губи, веднаш да се транспортира, се повика брза помош. Доколку не е во можност брзата помош да дојде, нашата болница има и амбулантно возило, кое што сме спремни 24 часа, веднаш да се стигне до пациентот и да се транспортира по најбрз можен начин и безбеден начин во нашата болница, да се извршат понатака испитувањата. Би било паметно во тие случаи, ако има аспирин дома, да се даде на пациентот да се испие една таблетка аспирин. Така, како најчесто се лекува миокардниот инфаркт? Значи, лекувањето на акутниот миокарден инфаркт е на 3 начини. Првиот начин е да медикаментозно, ако дојде, значи во ран период од време и ако нема контраиндикации, тоа е спречки за прилагање на едни лекови кои што може да го разрушат тој тромб кој што настанал, може да се даде медикаментозно. За жал тоа се поретко се прави, заради тоа што пациентите стигнуваат во покасна, веќе поодмината фаза, кога не може да се направи лиза. Другиот начин на третман е за време на коронарографијата, доколку се види нестабилна плака, која што може да направи и уште поголем проблем, и е едносадовна коронарна болест, значи една артерија, тогаш се може да се имплантира стент. И третиот начин е доколку имаме за сегање на главното стебло и повеќе крвни жили се зафатени, или ако од ехото веќе сме виделе дека има оштетено и некоја валвула или настапила механичка компликација од инфарктот, тогаш задолжително веднаш треба пациентот да се оперира, тоа му е најсигурниот, најбезбедниот и прогностички најдобар начин на лекување. Има еден тука зависност исто од времето, нели? Кога и од состојбата се преценува во кој период, дали веднаш ќе се интервенира, ќе се направи оперативниот зафат или ќе помине малку време додека се стабилизира, па после тоа да се направи операцијата, се зависи индивидуално од пациентот. И на самиот крај, како да ги избегнеме сите овие ризик фактори кои што можат да не доведат до миокарден инфаркт? Како да го избегнеме инфарктот, значи треба да ги почитуваме и да ги контролираме точно како што кажавте вие, тие ризик фактори. Значи треба редовно мерење на крвниот притисок. Значи, ако еднаш сме установиле висок крвен притисок, не е страшно, нели? Но треба тоа да ни е сигнал дека треба почесто да го мериме крвниот притисок, и доколку установиме крвен притисок над 140 со 90 мм живен столб, задолжително да посетиме кардиолог, кој што ќе го прегледа пациентот комплетно, ќе ги направи сите потребни испитувања, ако треба ќе се стави еден АБП холтер, се вика, во домашни услови да се измери притисокот, и врз основа на тие анализи кои што ќе ги добиеме, ќе се даде соодветна терапија, нели, ако треба терапија, ќе се проба прво со немедикаментозен третман, со диети, со промена на стилот на живот, и доколку, значи, ќе се регулира тој. Потоа треба да се следи еднаш барем на 6 месеци или еднаш годишно да се направи лабораториски анализи за да се провери холестеролот и триглицеридите, како се соодветно да се третираат тие. Задолжително, ако се пушачи, треба веќе да се престане со пушењето, и редовно регулирање на шеќерната болест, одржување на гликемијата во референтни граници. Значи нема значење ниту за ниеден од овие фактори возраста, ако 70 годишен па треба да му се повисоки, не, значи треба да се во тие референтни граници. Треба пациентите да се движат, тоест и луѓето кои што не се веќе пациенти, за да не станат пациенти, повеќе движење. Кога збориме за движење, не значи дека ако направил тој 5 км денеска, ама со цел ден со многу паузи, значи збориме за едно константно, постојано движење, и така би се намалило значително процентот на инфарктите во нашата држава. Благодарам што бевте дел од оваа ординација. Вам, почитувани гледачи, ве посакувам пријатна вечер, се гледаме наредното издание.